Што кажа? Радно, а? Да. Ви е познато колку тешко е делувањето. Ние денеска добивме и ќе ти го предадеме тебе писмо од генералниот секретар на Боречката светска федерација, во која што е регистриран твојот успех и ни се даваат инструкции како да поставиме околу пријавувањето за да не погрешиме. Најнормално е тука да дојде тоа писмо во Олимпискиот комитет за олимписки спортист. Најнормално е тоа и нема да отиде на друго место. Ќе треба ние да го расшириме сега затоа што е наша гордост и наша чест. А викам скромно затоа што јас си предложив сабајата да не седнуваме тука, бидејќи нема место за овие исто толку заслужени луѓе како секој од нас, што работат за спортот, што се натуваат за спортот и што трпат притисоци за спортот. Ние овие денови имавме несреќа да чуеме дека ви се вршат и вам притисоци да не дојдете во Македонскиот олимписки. Па каде ќе одите? Тоа е вашиот дом, вашата куќа и вие сте нашите браќа, да не речем, спортисти. Ги сакаме од срце, ги почитуваме и во тешки услови се бориме за тие спортисти колку што можеме. Јас не викам доволно, но колку што можеме. Тоа го знае Ибрагимов со сите проблеми што ги имаше во својот престој во Македонија. Можеше да биде многу подобар, многу поблагороден, но ние немаме сага да го обезбедиме тоа. А одам и му честитам што ги издржа сите овие години и овие притисоци што дојдете до таков резултат. Тој резултат е на вашите тренери, кои што не се од Македонија за жал, и на вас, кои што не сте македонци, ама се борите за Македонија и се чувствувате македонци. Во тоа сум сигурен, инаку не би се борили толку често и толку со такви залоги. Овде се сите луѓе кои што се гордост на нашиот спорт, великани на македонскиот спорт, членови на нашиот управен одбор, бивш председател на Боречката федерација на Македонија, кој што пак имаше директни заслуги во, не да речам селектирањето, тоа е што знам каква категорија, но во вербата дека вие може да успеете и во наметнатата стратегија на Македонскиот олимписки комитет да стои зад вас. И стоеше зад вас и сега се случи ова работа која што ние очекувавме, но нормално се плашаме дали ќе биде или не, зашто е спорт во прашање, немате гаранција никогаш. А вие ја направите нормата, ние ќе го дадеме тоа писмо сега за вашата архива и за вашиот дом, за свеченоста која што ја носи тоа писмо и која што е ваша заслуга. Тоа е писмото од генералниот секретар на Светската Боречка федерација. Тоа упатено ми е до мене и до Македонскиот олимписки комитет, не до мене, но јас сум председател на Македонскиот олимписки комитет, да речем и до мене, dear Mr. President. И тука се сите податоци што ние ги имаме, не се секира. Ако случајно го изгубиш, нема да смета, ние ќе те пријавиме на време и ти ќе одиш на Олимпијадата во Токио со нас, како дел од олимписката репрезентација на Македонија и како дел од овие луѓе што стојат за таа работа со години, оти нема член овдека на управниот одбор што од почетокот не е член на управниот одбор, односно на собранието или од тоа што откако е стекна таа спортска репутација да биде дел од Македонскиот олимписки комитет. Затоа некои не се по толку, но некои се и по 30 години во Македонскиот олимписки комитет, така ли е? Така е. Најмалку 8-10 години се членови, зашто се многу помлади, само е тоа бегата и кабајата. Значи, искрено, оставете го тој. Искрено, многу сме радосни и буквално не можам ја ни да зборувам како што вообичаено зборувам, затоа што сум господен да се случи ова е голем успех на македонскиот спорт. Тоа е ваш личен успех, сите тоа го признаваме, и на твоите луѓе околу тебе, и на Ибрагимов во секој случај, и на другите тренери кои што знаеме дека работат со тебе и ќе продолжат да работат. Ние ќе се потрудиме во наредниот период и нив малку да им олесниме во животот и во работата со тебе. За тебе во секој случај ќе го имаме во предвид се што ќе сугерираш за да биде успешен настапот на Олимписките игри. Да можеме и втората моментално да направиме, зашто и таа е можна, така ли е? И на тој начин нема да биде како критика и пофалба беше кажано вчера дека после 10 години првата олимписка норма се случува. Нема понестрпни од нас што ние сме немали норма во 10 години. Нема понестрпни луѓе од нас, не спортски луѓе, не раководители, луѓе што го сакаат спортот. Сега ни се враќа таа верба и таа радост. И посебно се заслужен ти. Честитам од се срце, ги имаш нашата почит, нашиот респект
и се што можеме во нашите крајно ограничени можности ќе направиме да ти го олесниме настапот и на игрите во Токио. Повели. Честитки уште еднаш. Повелете и некој друг од вас нормално и од присутните ако сака да кажат такви се нашите свечености. Демократски. Хочу поблагодарить Македонию за то, что приняли меня, то, что дали мне условия, чтобы я боролся за Македонию. Мне очень я горд за это, бороться за эту страну. Благодарен министр спорта, Олимпийский комитет, Федерация борьба, мой Ибрагимов, мой личный тренер, моя фамилия, мой брат. И всем спасибо, всем благодарен. И като сум горд за се борам за Македонија, фала што дали можност да го настапам тоа 2015 година, што фала што дали можност да настапам за оваа република. Фала на сите институции, на Агенција Сојуз и на МАПЕВО, фала на и Олимписки комитет и голема благодарност и да планираме сакаме да бидем уште подобро и посреќни со вас. Аз стараем се сделам Фала и на тренер. Принести медали с Олимпиади. Направам се што има можност да добие медал. Я уверен што е да сделам. И јас бев некни кај премиерот на македонската влада Што премиер министр, и посебно го акцентира прашањето на помошта на спортот и на спортистите и на конкретниот спорт, борењето, кој што ти го представаш во момент на највисок елитен начин. И во наредниот период тој ми вети, а тука и Димевски кој што е советник на премиерот и кој што ова ќе го дознае од него кога ќе се врати од Њујорк, тој е во Њујорк сега недавно на заседание на Обединетите нации, дека го покренаме прашањето на третманот на нашите олимпијци во Токио, зашто знаев и се надев дека ќе имаме вистински олимпијци со норма во Токио и дека тоа е различна ситуација од учеството на нашите спортисти на Олимписките игри со покана и со така наречена wild карта. Ова е битно различно, бидејќи ти си одиш по право сега освоено еднакво како на сите официјални спортисти на Олимписките игри. Ще дишам. Дишам има писма направено. Дишам. Поздравление. И сакам уште поблагодарам посебно Чедо наш. Колку би измарчал да прави пасош и ово државјанство за Нуров и да скрби. Тоа е најмала работа и ја затоа не ја одбележувам како некоја посебна заслуга, затоа што тие луѓе што можат нешто да направат, тоа го прават по автоматизам. Едноставно мора да го направат заради нив и нормално сите од тоа имаме корист. И воопшто благодарам сите сите мои друштво, се благодарам сите, ви знаете со сите дружам и фала и на мојот пријател и Борачи, ева аз сум Ацев, дошли тука и на сите фала и направиме све што можеме и како ќе биде да може да добие медал, не знам. За мене многу значи ова норма и од негова медал, знаеш, како ја бев и сега пак тоа што човек исти може да дава резултат. Добро, ти си се ожени у Русија, не се ожени овде и мораше да отидеш тамо и да се вратиш тамо, кај некоја своја љубов, ние не те заглавивме. Ама добро, стварно многу значи ова норма и медал негова. Ето стара команда макар, Петр. 2015 година ние ги донесовме, јас се искористив целата политичка ситуација тогаш, сите притисоци, сите познатства за да извадиме државјанство на овие борачи и му извадиме државјанство и на тренерот кој ќе им помага таму. И морам да кажам дека тогаш прв пат ја користам приликата дека без динар пари им обезбедивме нели на нив. Некој им барал пари, некои притисоци, без пари, без ништо, без уцена, се надевавме дека ќе исполнат олимписка норма. Се деси тоа што се деси, може и подобро така што се деси. Не отидоа во Рио. Сега сум среќен дека ќе оди Нуров со норма, со медал од светско првенство. Се надевам дека и Егоров
пошто последно сум среден, нели, учествувал. Барем ако не, имам една мала трунка, нели, едно бисерче од тие работите што се направија за овие наши борачи, спортисти, да не представуваат во Токио. Се надевам дека и од Токио ќе ни израдува со висок пласман, а зошто не имено.